Требаше да поминат 15 години и Бугарија да председава со Европската Унија, за на едно место повторно да се соберат лидерите на земјите членки на ЕУ и на земјите од Западен Балкан. Самитот во Софија ќе остане во меморијата на македонските граѓани по средбата Заев Ципрас, на која првпат македонски и грчки премиер постигнаа начална согласност за предлог решение на долгогодишниот спор за името. За Македонија, но и за целиот Балкан, подеднакво важни се пораките за европската перспектива на регионот. There is no other alternative. There is no plan B. The Western Balkans are an integral part of Europe and they belong to our community. За всички стана ясно, че с проблемите, които имаме, с големите геостратегически играчи в света, единственото спасение на Европейския съюз е да бъдем един. Или както Ангела каза, един лист да не може да мине хартия между нас. Договореното заврши на хартија која сите ја потпишаа. Во заедничката декларација има зборови и пораки за европски вредности и принципи, едногласна поддршка за европската перспектива, заложба на ЕУ да помага, а Балканот да се демократизира. Но она што го немаше е најважното што Македонија сакаше да го слушне во Софија. Во заедничката декларација ги нема зборовите како проширување, пристапни преговори или пак годината 2025 како најран рок за прием на нови членки во Европската Унија. Меѓу главните причини поради кои тие зборови не се најдоа во Софиската декларација се премиерот на Холандија Марк Руте и председателот на Франција Емануел Макрон. Лидерите на двете земји инсистираат на внатрешна реформа во Европската Унија пред семејството да се прошири. Sur le sujet des Balkans, je me suis exprimé dans mon propos introductif. Je souhaite que la France fasse beaucoup plus dans l'agenda d'ancrage, d'arrimage des Balkans occidentaux à l'Union européenne, sur les sujets concrets, mais je souhaite aussi qu'on soit beaucoup plus responsable sur les sujets politiques. Et je ne crois pas au processus où on ouvre des négociations qui durent 10 ans, où on explique aux gens on fait des négociations qui vont s'ouvrir, mais elles n'ont pas vocation à mener à l'adhésion. Ставот на Макрон е сигнал дека постои реална опасност Македонија да го реши спорот со Грција, а при тоа да не го добие посакуваниот датум за почеток на преговори со ЕУ во јуни. Тоа значи и дека останатите земји аспиранти може да останат без ветената награда, што за возврат најверојатно ќе предизвика загубен интерес за реформите и за решавање на отворените билатерални прашања. Вистинската дебата за ова прашање најдобро можеше да се слушне и види не на денот на самитот, туку ден предходно, на споредните настани на дебатите меѓу политичарите и невладиниот сектор. Enlargement perspective is not popular at all in the European Union. That's not due to the concrete countries on the table. It's nothing against somebody. But the enlargement process, there is a kind of reluctance inside of the European Union when we talk about enlargement. Аз съм се подготвил малко до вечера да говоря с колегите. Защо толкова се плашат от Западните Балкани? Като население, Западните Балкани, които представляваме днес, са по-малки от Румъния. Значи, като брутен продукт, колкото Словакия, като население, по-малко от Румъния. От какво толкова се плаши? При огромните трилиони бюджет и брутен вътрешен продукт на Европа. А в същото време това място генерира само войни и огромни разходи след това. Што и да ги плаши граѓаните на ЕУ во Западниот Балкан, на крај, стравот на западноевропските политичари е од гласачите, кои се почесто даваат поддршка на екстремната десница. Како резултат на ова, Холандија и Франција говорат за строг и фер процес на преговори и пристапување кон ЕУ, што во случајот на Македонија може да значи нови услови за добивање на датум за старт на преговори. Од друга страна се новите земји членки, но и Европската комисија, кои притискаат процесот да остане жив. Няма да е лесно, но има още шанс да убедиме тези държави, които са скептични и считат, че все още не е дошъл момента. И да покажем през целия процес и през цялото време,
преди всичко, че може да си решаваме проблемите един с друг. We are seen, this is my fear and hope at the same time, primarily as the security partners of the EU now. So to protect or to contribute to the protection of the EU borders against the migrants, and also within the framework of the rising popularity of the EU competitors in the Balkans. I understand when the ambitions level is high and at a certain moment you see a strategy coming out and then you think, where does it lead to? But for us, this is all part of a process that really in the end, we don't know when, but at the end, and the sooner the better, will actually lead to have that reunification of the continent we are all working for. Next spring we have European elections. In some capitals, they are afraid to discuss even start of accession talks because they think that the public opinion will mix admission with the start of the journey. Во случајот со Македонија сепак надежта е дека решението на спорот би било доволно значајно постигнување за во јуни земјата да добие датум за преговори. Професорот Николаос Цифакис од Универзитетот на Пелопонес е оптимист дека ќе преовлада мислењето дека е возможно да има и внатрешни реформи во Унијата и паралелно да се водат преговори за членство со земјите од Западниот Балкан. Juncker has also elaborated a plan of the reforms that should happen in the EU by 2025. So if the countries do their homework, comply with the EU conditions, and they are ready by 2025, the EU will be ready also to accede them. So Macron said the obvious, say that no country can accede until the EU is ready, but neither the EU nor the Eastern Balkan countries will be ready before 2025. Софија ги испрати високите гости. Оддалеку семејното фото од самитот оддава впечаток дека сите добро си поминале. Но одблизу, влијателниот политико забележува дека Скопје и Тирана се оставени да се потат за датум за старт на преговори. А британски Гардијан е уште поостар дека ЕУ ги пресече надежите за членство на балканските земји.